Добар ден, ученици. Денеска имаме вежби на 3 места. Ќе го потребиме столче, подот и еве повлека душек. Вие можете писонче, подлога за вежбање, за вежби за сила, но на столчето ќе изработиме вежби за сила на раците на менскиот појас, на подот ќе го искористиме за сила на нозе и претежно и душечите ќе го употребиме за вежби за сила на труп, но овој пат ќе бидат претежно статични вежби, барем за раците и за нозете, а за трупот ќе ги направиме или статични или со две комбинации од еден дел на трупот фиксиран, а другиот дел со нозете да работиме во движење заради малку по интересни вежби, односно различни и по-динамични. Во ред, тргнуваме со загревање, кое што ќе го направиме напред, скршено назад. И при тоа ќе гледаме дали со трупот остануваме скоро во исто место, а одиме по 3-4 ситни 4 напред и 3-4 назад. Па одиме сега со целото го исправено напред-назад. Загрееме на овој начин. Одиме ова страна, една минутка сосема доволно, но еве, сепак изработиме со движење на рацина на носе. Уште, ќе го искористиме столчето да направиме кружно движење, напред и назад, по 3 круга по една и 3 круга друга насока и сме направиле доволно загревање за да ја подигнеме телесната температура и да ја подобриме циркулацијата на крвта, односно да ги затоплиме мускулите и да ги наполниме со течност, за да можеме да направиме по-ефективно и по-добро истегнување, кое ќе ни помогне за главниот дел од часот. Окей. Можеме, бидејќи по-статични ќе бидат вежбите во главниот дел од час, сега малку ќе ни бидат истегнувањата подинамични и ќе ги вклучиме и нозете и рацете во движење за да што подобро се воведеме во главниот дел од часот. Со вежба за пливање напред. Да. Ќе одиме наизменично, една напред, другата назад. Така. И обратно. Така. Така. Малку да ги раздвижиме и овие делови од раца. Одиме, значи, повеќе во зглоб на лакти. Така. И ова исто вежба може да оди и напред. Така. Одлично. Така може со движење на нозе, шака, лакт, рамо и уште еднаш. Рамо назад, лакт назад и шака назад. Сега ќе ги раздаваме раците. Веќе се чувствува волка, летвите, на рамниците, на предната задната страна на платниците. Значи се чувствува дека малку веќе сме ги оптеретиле, но и ќе ги стегнеме сега, бидејќи тоа ќе ни биде потребно за статичните вежби кои што треба да ги направиме во оној главен дел на столчето. Одиме со вежби за труп, од рашен став правиме странични движења. Од тука продолжуваме со една рака во страна
можеме сега и со две раце, а нозе фиксирани, односно колкови фиксирани. И ќе направиме уште еден отклон, каде што ќе го носиме колкот на спротивна страна од рацете и ова се неколку различни типови на отклони во страна, каде што полека подобро ги истегнуваме страничните мускули. Одиме со засуци кои ги поштаме од фиксирани нозе и колкови, само во труп. Се движиме со раце на врат, на тил, па одиме горе, малку да се протегнеме. И сега по овие по 5-6 повторувања вежби ги свиткуваме рацете во лактите и веќе правиме поголемо движење со поглед со глава во страна, но се уште колковите се фиксирани и сега ги отвараме една рака и веќе ги движиме колковите со една нога, односно задната нога останала на прсти за да се згодиме движењето во овие засуци. Одиме сега труп, ќе ги поврзваме малку со нозе, ќе истегнеме статично малку, ќе се истегнеме, така, за да почувствуваме дека работиме и со грб, така, и одиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Од тука ќе поминеме поголеми засуци, раце одрачени, во последен дел ќе оди глава кон горе, за да полека отклоните, односно засукувањата бидат поефективни, а нозите повеќе време се во положба на предклон напред и ги истегнуваме. Сега можеме рацете позади да ги фатиме и вака да се потрудиме да бутнеме назад, напред, речеме кон глава, но при тоа се истегнуваат така и носите. Одиме горе, до една нога, одржуваме 2-3 секунди, горе, до друга нога, и ќе ги стегнеме сега. И двете нозе малку со кратки задржувања 2-3 секунди, но сменуваме и го зголемуваме спуштањето, односно истегнувањето на нозите. Можеме сега во поширок став, ќе сме правила вежба, да пробаме со двете раце да допнеме до двете стапала. И сега ќе пробаме да го спуштиме полека трупот што пониско. И назад, за да ги истегнеме нозите. Одиме со исчекор напред на цели стопала, задната нога исправена, во сите три зглоба и истегнуваме точно и полека со мали зибања или подспуштање или цимање, како нарекуваме тоа. Само се вртиме на спротивна страна и веќе предната ни станува задна нога, кој што би требало да истегнеме во ова положба. Се враќаме со спуштено колено, со задна нога на прсти, истегнуваме. Ето си дела речеме, предниот тъчна страна, да се истегне. И еве ќе го направиме длабок предклон, кој може накастанично да видите со затегнати сите зглоби, но глава ако оди напред, се истегнува повеќе задната ложа на надколеницата. Ако спуштиме одека, ќе почувствуваме и на подколеница, но ако одиме со глава надолу или ја виткаме со кон градите, тогаш го истегнуваме и делот на трупот
задниот дел на труп, грбот веќе го истегнуваме и горет. 7-8 минути истегнување, кое ќе ни помогне сега за главен дел од час. И почнуваме со вежби на столче, каде што ќе правиме 8 до 10 секунди статично задржување на активност на раце, па 8 до 10 секунди пауза, па потоа пак се враќаме во втората серија. Значи, една вежба со 2 повторувања одека, па за нозе на подот и за труп по 2 повторувања од една вежба оди на душикот. Сега ќе внимавате на стабилност на столче, поставуваме раце во ширење на столче, односно во ширење на раменици, во една коса положба, исправена, исправената да не биде свиткано нагоре или надолу, право, и го спуштаме овдека и броиме до 8 или 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, бидејќи претходно веќе пошто. Параме 10 секунди. Значи ќе има треперење на раце, тресење, зависно од положба, дали е потесно или пошироко. Ако е пошироко, малку одиме на гради. Ако е потесно, веќе со рамени на раце, потесно одиме на раце само на трицепс. Значи, пробуваме да почувствуваме која положба ни одговара и ако има тресење на раце или ако не е тешко, значи има ефект од оваа вежба. Одиме, стигнуваме нозе, труп, ги затегнуваме и се спуштаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одлично. Овде ќе правиме чучнување, но не длабоко додолу, во получучање ќе треба да задржиме положба од 10 секунди, значи исправен под прав ъгол, ако може да бидат над коленицата со под коленицата, раце може да бидат напред или овдека и задржуваме, или може над глава, но еве сега ќе одиме од полесна варијанта и се спуштаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ако почувствувате треперење на нозе, значи дека веќе тука има ефект и нормално, ова сме работеле со повторување. Или репетитивна сила, во првите 2-3 движења е полесно, потоа 4-то, 5-то, 6-то оди потешко или спуштањата се по-мали, но сега во ова статична варијанта, после 2-3 секунди веќе нозете почнуваат мускулите кои што се активни да треперат. Одиме уште еднаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей? Овдека, еве сега малку промена. Би дале за вежби за стомашна мускулатура. Ајде, први нека видиме напред, па остана серија ќе направиме странично. Значи се поставуваме со подигнат труп. Добро било рацете се овдека, кој не може и рацете да ги држи на под или покрај тело и треба да задржиме 10 секунди во оваа положба, но ќе правиме вкрстуваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи пак се активни со тоа што трупот е статичен. Стомашните мускули, но еве, да не биде монотонно и тешко со нозе поигнати горе, правиме движење со нозе малку да биде по-динамично и по-интересно. По 10 секунди си справате, мараме, одиме уште еднаш. Че кажем, може раце да бидат подпрени ако ви е тешко, може да бидат од или пак покрај труп и одиме. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей.
Ова сега малку побрзо, без многу пауза во зборување, ќе го поминеме уште еднаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одмараме 10 секунди. Дишуваме и продолжуваме уште еднаш. Пестуваме тело и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Користиме мала пауза, но бидејќи сега работиме со нозе, не е потребно голема пауза помеѓу двете вежби, додека се свртиме, издишиме 2 пати, се подготвиме, наместиме, помина 10-15 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одмараме. Може да видите како изгледа странично. Ако некому е тешко, може ќе се допре овдека за почеток, или ќе сврти на грбниот дел, или со раци справени. Може 10 да брои, или со раце на труп, на рамења. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, бидејќи веќе 5-6 секунди стоевме при покажување на раце во различни положби. Направивме повеќе од 10 секунди. И овдека, еве странично, може да видите како ќе треба да се постави. Значи, една коса положба трупот и носете како пацкалица и одиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одлично. Окей, сега менуваме вежба, каде што ќе се свртиме обратно со грбот кон столчето. Нозете ќе ги пуштиме напред, во една испружена положба, но ќе внимаваме на стабилност на столче, може да уште подобро, и ќе бидеме спуштени во оваа положба 10 секунди, пак потоа правиме пауза. Значи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Се ставаме, пауза. Издишете слободно, потресете малку раце, незгодна положба, се истегнуваат рамениците, но активен е трицепсот, задната страна на положбата и секако дел од раменици активен, а при тоа, кога стоиме во испружена положба, сепак го активираме и трупот, но не преоптеретено. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Се справаме. Овдека сега ќе направиме чучнување, но со стапало кон надвор, вака по дагол од 45 степени во однос на поглед напред, односно двете ќе зафаќаат пака од 90 степени вака отворени, малку пошироко и на напред, да може да се спуштиме и да го активираме задниот дел на задната ложа и овој глутеус на задниот дел на колковите, да биде малку по-активен. И одиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей? Значи, слична вежба од претходна, но малку поразлична и се активираат по 1-2 мускула дополнително од претходната вежба. По 10 секунди пауза, одиме уште еднаш. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей? Сега во ова положба на активирање на стомачната мускулатура, нозете ги движиме, исто, нели, зафаќаме иста положба како претходна, но нозете ги движиме горе, долу на изменично. Се поставуваме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одмараме. Значи на ова вежба, за вежба дома, за некој почеток на активност, внимавате движењата со носите да не се кратки, да не се брзи, туку ногата исправена во сите три зглоба и полека работите. Значи земате положба на труп, на нозе и полека се работи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. И сега, кажавме во овој дел, ќе одиме само вежба, пауза, без поголемо објаснување на вежбите, бидејќи ги еднаш веќе ги направи. Одиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правим пауза. Издишуваме. И можеме веќе до припрема на положба, веќе ќе поминат 15 секунди најмалку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиме овдека, поставуваме пошироко, значи подава 45 стопалата, се спуштаме со колениците на надвор и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еве, странично да видите вежбата. Значи, во одмор ќе искористам прилика да објаснам, малку пошироко чилине на раменици, значи малку пошироко, на надвор стопалата по 45 степени, колениците го пратат тоа движење и веќе помина времето за пауза и го прави. Тело колку може поисправено и колку може подспуштено. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Океј, кажавме овдека. Странично ќе покажеме сега. Значи, поставуваме тело во некој 10-15 см повисоко од подлога, нозете и кажавме полека, затегнати во сите три зглоба и одиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Малка пауза. И одиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одлично. И еве да кажеме. Последен дел од вежби ќе искористиме столчето. Сега ќе поставиме стопалата, нозете, а овдека малку раците пошироко од ширина на раменици и одиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пробуваме телото да го задржиме да не е спуштено со стомак напред, не е подигнато со околу и назад, а раците да бидат или под прав фаво спуштени во зглоб на лакт, за да имаме ефект од оваа вежба. Овдека ќе направиме издржај во
чуштување на една нога, а овде ќе направиме кружно движење со двете нозе на вежбата на душеците. Окей, одиме уште еднаш, 10 секунди, хоп, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. По паузата од 10 секунди, овде ќе објаснам. Значи, на една нога, ја подигнуваме другата, но на назад, се спуштаме во получуче и задржуваме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Веднаш ќе пробаме на другата нога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи малку баланс, добри нозе не повредени, но столчето е тука за помош, доколку еве го по мене на некоја вежба биде малку по-нестабилно тоа држи. Сега со двете нозе исправени, правиме 8 крупчиња во една страна, 4, 5, 6, 7, 8. Малку е потешка, но, нели, да пробаме сега малку да изработиме како што треба. Ако е потешко за вас исто, ќе земете, ќе поставите раце овдека или покрај труп и ќе направите 8 движења или пак ќе поделиме една страна 8, па пауза, па друга страна 8, но ќе го дадеме во вториот дел од серијата, ќе направиме полесна варијанта. 1, 2, полека стегнуваш, 3, спружени нозе, 5, 6, 7, 8 и 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Одлично. Одиме уште еднаш. Правиме пауза 10 секунди. Се поставуваме попала. Дело затегнато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Пауза. И 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Овдека. Правиме поставување на стопалото, подигнуваме нога, се спуштаме. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Тешките вежби, за сите 3 дела ги оставивме за крај. 4, 5, 7, 8, 10 и овде ќе направиме една серија во една страна, па пауза, па друга серија во друга страна. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мала пауза. И правиме на спротивната страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На крај можете од ова положба на седење да направите едно вакво истегнување со приближување на споени стапа едно кон друго, кон
трупот, кога го побите, ги отварате колената надвор и го исправате трупот или пак стискате со лакти за да ги отворите коленици, да се стигнат и препоните, пазете, а да се исправи трупот. И уште една вежба да ќе дадеме. За истегнување, каде што ќе се поставиме со испружени нозе, ќе се наведнеме напред, ако можеме, ќе потегнеме за да го истегнеме и трупот, или ако можеме со главата и до колениците. Морете! Овдека завршуваме. Погледај.